Почитувани, можевме да ги слушнеме главните поенти кои што ги кажа на оваа конференција креаторите на економските политики, а токму за економските предизвици во 2017, но и за градежништвото кој што се очекува да биде главен двигател на македонската економија, ќе анализираме во Бизнис Навигатор со извршниот директор на Сојузот на стопанските комори Митко Алексов. Ви благодарам што дојдовте во студиото на телевизија Нова. Благодарам за поканата. Можевме да слушнеме дел од поентите на Миноски, кој што вели дека Македонија може да се пофали со намалена невработеност, висок износ на странски инвестиции, но и софистицирани производи кои што ги извезуваат странските компании од економските зони. 2 години бевме во политичка криза, но еве можеме ли на стартот на годината да бидеме оптимисти дека ќе имаме успешна економска година? Треба да бидеме оптимисти, меѓутоа треба исто така да бидеме свесни и да имаме во предвид дека пред нас се сериозни предизвици, како внатрешни, така и надворешни. Меѓутоа, како што споменавте, креаторите на економските политики, како што слушнавме и знаеме од претходно, ќе продолжи трендот на привлекување на странски инвестиции, директни странски инвестиции во земјата, во Република Македонија, со тоа што и како што кажа министерот Миновски, поголем фокус ќе биде на оние капитално интензивни компании, значи компании кои произведуваат производи со повисока додадена вредност, софистицирани производи, поскапи производи кои ќе се пласираат на странските пазари и за очекување е дека и платите на вработените во тие компании ќе бидат и повисоки. Значи, влегуваме во една фаза на иновативност и софистицираност, каде што нема доминантна да биде цената на трудот за одредена компанија да донесе одлука, односно да ја избере Македонија како дестинација за алоцирање на своето производство, односно за инвестирање. Рековме дека според последните податоци на државната статистика, но и очекувањата на бизнис секторот, градежништвото и натаму ќе движи економијата и во 2017 година. Александра Спасевска ја имаме во живо со последните информации. Александра, овој сектор се очекува да оствари раст од 5,2% како резултат на планираните инфраструктурни проекти. Кои се проекциите? Така, Билјана, и оваа година ќе биде плодна за градежниците. Најавените инфраструктурни проекти, а и оние кои веќе се реализираат, ќе донесат многу повисоки стапки на раст во градежништвото, а со тоа и во целокупната економија. Во моментов се градат 3 автопатишта, се градат многу локални и регионални патишта, стамбената градба изминативе неколку години е во експанзија. Меѓутоа, за оваа година имаме најавено изградба на градинки, изградба на болници и училишта, што дополнително ќе ги зголеми приходите на градежниците. Како што кажа, во буџетот за 2017 проекциите на владата се дека градежништвото ќе има раст од 5,2% во 2017. Меѓутоа, предлагам деталите за она што бизнисмените очекуваат во градежништвото да погледнеме од прилогот. Градежништвото и во 2017 година ќе биде главен двигател на македонската економија. Овој сектор се очекува да оствари раст од 5,2% како резултат на планираните инфраструктурни проекти. Во буџетот за 2017 година се предвидени 20,7% повеќе пари за капитални инвестиции во однос на лани, односно 438 милиони евра. Изградбата на патишта, стамбени згради, објекти за јавните институции се само дел од инвестициите кои ќе го билдаат бруто домашниот производ, велат од Градежната комора. Капиталните проекти се сите оние инфраструктурни проекти, како што се автопатиштата кои се во полнек, како и претежно и други реконструкции и изградби на магистрални и регионални патишта, тука и стамбената изградба. Се надевам дека трендот од нашите податоци трендот ќе продолжи и ќе биде уште подобар во 2017 година. Реализацијата на крупни капитални инвестиции го раздвижи градежниот сектор во 2016 година. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во првите 3 квартали лани испорачувал високи стапки на раст. Во првиот квартал растот бил 6,9%, во вториот квартал изнесуваше огромни 31,4%, додека пак во третото тромесече растот изнесуваше 10,3%. Имаше голем број на добри проекти во кои што градежниот сектор директно инволвиран. Таа гранка, како што знаете, е едно од двигателите на економијата во последните 3 години и ќе остане двигател на економијата во следните
барем 2 години, тоа сме сигурни, доколку не се инвестира значително во некоја од другите стопански гранки. Тие инфраструктурни проекти направија да се раздвижи не само градежништвото, направија да се раздвижат и 25 други стопански гранки кои што се многу близко поврзани со градежништвото, значи да дадат одлични резултати и ефектите се евидентни. Фактот што продолжува изградбата на трите нови автопати Кичево Охрид, Миладиновци Штип и Демир Капија Смоквица, како и реконструкцијата на повеќе автопатски делници и изградба на експресни, регионални и локални патни правци на железницата кон Унгарија, им дава надеж на македонските градежници дека и годинава ќе имаат полни раце работа. Како што е предвидено и во буџетот за годинава, политиката на одвојување големи суми пари за капитални проекти ќе продолжи во идниот период. Александра, слушнавме детали од твојот прилог. Еве за нашите гледачи што најмногу се гради во Македонија. Знаеме дека интензивно градежната оператива е на терен на оние три големи автопати, но сепак не изостануваат и помалите локални патишта, а да споменеме дека не стивнува интересот и за изградба на станови. Може ли да се заклучи дека градежниците и во 2017 ги чека полни раце работа? Да, Билјана, според последните податоци од Државниот завод за статистика, само во ноември за 14,5% е зголемен бројот на издадени градежни дозволи. Од овие проекти ќе се градат во текот на оваа година. Најголем дел од овие проекти, односно од овие издадени градежни дозволи се однесуваат на високоградба, односно околу 60% од издадените градежни дозволи се однесуваат за високоградба, останатите 53-4% се однесуваат за нискоградба, односно за автопатишта, за регионални патишта, а останатите се проекти кои што се за реконструкција. Тоа значи дека ќе продолжи да има експанзија во стамбената градба и во наредниот период, меѓутоа нема да изостануваат ниту патиштата, а како што кажав и оние јавни инвестиции како што се изградба на градинки, училишта, болници и други јавни проекти кои што се најавени дека ќе се градат оваа година. Александра Спасевска во живо од дескот на телевизија Нова за економските движења, но и за растот на градежништвото, секторот кој што се очекува да ја движи економијата. Впрочем, и бизнис секторот очекува дека капиталните инвестиции ќе се реализираат. Впрочем, за годинава во буџетот проектирани се за 20% поголем износ на капитални инвестиции или чинам 438 милиони евра. Значи, градежниот сектор, секако, како што беше кажано и од нашата председателка, во последните 3 години е еден од главните двигатели на македонската економија и носител на економскиот раст во земјата, со оглед на финансиските конструкции, пред се алоцираните средства во буџетот, како што напоменавте, од 438 милиони евра и планираните инфраструктурни проекти и капитални инвестиции. Тука пред се мислиме како на патната, меѓутоа исто така и на енергетската и комуналната инфраструктура, меѓутоа и инвестиции капитални во образовниот, здравствениот, социјалниот систем. Тоа се представува работа за градежниот сектор. Меѓутоа, градежништвото е мултипликатор кој раздвижува минимум 25 до 27 останати гранки од стопанството. Значи, имаме една експанзивна активност токму во овој сектор. Во зависност од периодот од годината, во зависност од кварталот, значи кога се поинтензивни овие градежни активности, гледаме двоцифрен раст на градежништвото, како што беше во вториот квартал од минатата година 31,4%, меѓутоа и во третиот квартал од минатата година 10,3%. Овој тренд очекуваме да продолжи најмалку во следните 2 години, зашто веќе, како што напоменав, има финансиска конструкција и тоа дава одредена сигурност на градежната оператива да може да се фокусира и концентрира токму на овие активности.
Така, капиталните проекти се важни и за бизнисот, но за бизнисот е важна и политичката стабилност. За жал, таа стабилност ја немавме во изминатите 2 години. Можат ли, рековте на почетокот на овој разговор, дека има оптимизам кај бизнис заедницата, но еве, може ли да имаме оптимизам дека по завршувањето на изборите и формирање на влада, на стабилна влада, ќе може бизнисот да си ги заврши оние планирани и започнати инвестиции и проекти? Да, токму така. Значи, сите оние развојни активности или планирани инвестиции во минатата година практично беа замрзнати, односно пролонгирани за 2017 година, со надеж и очекување дека ќе имаме една поголема предвидливост, известност во делот на економските текови врз основа на парламентарните избори предвремени што ги имавме на 11 декември. Значи, неопходна е политичка стабилност која е предуслов за економска стабилност, а тоа е пак услов за да може да се оствари економски раст во земјата. Во спротивност може да не очекува исто така период на стагнација. Тоа е оној внатрешниот дел на одредени ризици за економските активности и можноста за раст на бруто домашниот производ во следната година. Само накратко да кажам, предвидувањата на Сојузот на стопански комори се дека минатата година, значи 2016, ќе завршиме негде позитивно со 2,5% раст на бруто домашниот производ, што е испод нашите предвидувања и очекувања, меѓутоа свесни сме со какви предизвици бевме соочени како економија, а предвидувањата за следната година се дека околу 3% економски раст реално би можело да оствари македонската економија. Да бидеме оптимисти дека овие проекции ќе станат реално со завршување на политичката криза и со една известна, односно политичка стабилност во земјава. Исто така, значи тие се внатрешните фактори. Меѓутоа, како ризик фактори треба да се земат во предвид и надворешни. Тука пред се мислиме на економското обкружување на Македонија, односно одредени негативни економски движења кај партнерите на нашите домашни компании во соседните земји, пред се мислам на Грција, кои може негативно да се рефлектираат на работењето на нашите компании. Потоа, како економија сме многу зависни, односно наш трговски партнер е Европската Унија, каде што реализираме 80% од нашиот извоз, а 70% од севкупната надворешна трговска размена. Има позитивни очекувања дека европската економија ќе има пораст следната година од околу 1,6%, меѓутоа треба да се земат во предвид како ризик фактор Брекзитот, значи излегувањето од Британија и како ќе се одвиваат сите понатамошни преговори, меѓутоа и референдумот во Италија, да видиме дали може да предизвика одреден домино ефект. Мигрантската криза, исто така, треба да ја имаме во предвид, затоа што и тоа негативно делува, знаеме. Туристичката сезона ќе ја завршиме позитивно. Према последните податоци гледаме 5,2% имаме зголемување на бројот на туристи во Македонија. Меѓутоа, оној период февруар-март беше многу критичен за туризмот. Господин Алексов, ви благодарам што бевте дел од Бизнис навигатор на телевизија Нова.